Последниве минути, почитувани гледачи, ќе имате можност да го погледнете снимениот разговор со една македонска музичка звезда, која што во овој период е доста актуелна во нашата општина со нејзините забави низ градските локали. Вечерва ќе имате можност премиерно, ексклузивно да го погледнете разговорот со Бојана. Добро вечер. Иако пробиштипската публика веќе беше на твоите настапи кои што ги реализира во нашата општина. Добро вечер, драго ми е. Многу често сум во Пробиштип и искрено веќе се чувствувам како дома, затоа што скоро секоја недела сум тука. Често настапувам со момците од групата Амајлија и ми е драго што најдовме и соработка. И плюс тоа, забавата е одлична, морам да признам, луѓето се секогаш расположени, спремни за журка и нормално дека постојано ќе се враќам назад. Дали ќе не откриеш која е тајната едноставно постојано да си тука? Па нема тајна, веројатно луѓето кои што доаѓаат на моите настапи, односно луѓето кои што се присутни на журките, се задоволни од тоа што се случува таму и сигурно добрата забава прави да повторно ме канат. Што она што ја пали пробиштипската публика? Македонскиот народен или забавен жар? Па искрено морам да признам дека подеднакво го сакаат едниот и другиот, иако нели секогаш на македонската изворна песна повеќе се, што во последно време многу ми е драго што е така, затоа што ние треба се ја цениме својата македонска изворна песна. И гледам дека се помлади генерации ги знаат скоро сите песни, уживаат да ги пеат, да ги слушаат, да играат на нив, така да не можам да направам некоја разлика. Кога сме кај жанровите од музиката, кој е едноставно твојот став за турбофолк музиката? Па, генерално, можам само да кажам дека секој си има право на избор, нели? Јас не би можела тоа да го работам во смисла да изведувам таква музика, да правам такви песни, сепак забавната музика е мојот приоритет, но немам ништо против оние кои што сакаат да ја слушаат, сакам јас да се забавувам на таква музика и знаеш како во музиката нема ограничувања, се слуша се што е добро. Почесто постојано си во Пробиштип на забавите, претпоставувам си надвор од градот, поточно низ останатите градови од земјава. Ти има пожурките, но едноставно затајуваш по фестивалите. Од твојот последен настап на Макфест 2011, од тогаш нема нешто ново од тебе. Што се случува на тој план? Така. Па добро, ја малку ги одморив фестивалите, затоа што мислам дека долго време бев многу присутна. Морав да направам една мала пауза, креативна, нели? Сега можам ексклузивно да кажам за вашата емисија дека се снима нова песна во студиото на Роберт Билбилов, која што е во еден брз модерен ритам. Мислам дека тој тандем кој што го имаме јас и Роберт е оној кој што е успешен и она што ќе го чујат моите фанови, односно целата наша публика, ќе бидат задоволни. Песната звучи доста модерно и е автобиографска. На музички план си постојано активна. Што се случува на љубовен план? Какви момци посакува Бојана пробиштипјани да се спремат? Да се подготват? Па можам да кажам само една работа, дека сакам искрени момци. Никогаш не бил изгледот пресуден во ниту еден избор во однос на моите партнери. Значи, момци кои што знаат што сакаат и кои што не имаат храброст да ми придат. Спомнавме музика, спомнавме љубовен план, едноставно кој се грижи за твојот стайлинг, постојано изгледаш така прекрасно, дали ќе не откриеш за тоа, гледам прекрасни ногти. Фала. Па ќе открием уште една работа ако веќе не знаат гледачите. Јас имам и свој тоа беше остварување на еден мој сон, свој салон за убавина и Дали ти работиш таму или? Не, јас не работам, јас само го помагам во менаџерскиот дел, помагам во идеите како би требало нешто да изгледа, да совети и така натаму. Така да самата моја професија го бара ова и јас морам да го исполнам.